Втора година поред за денот на армијата во македонското воено претставништво на АРМ во седиштето на НАТО во Брисел ќе нема прослава. Нема кој да ја организира затоа што во воената мисија нема ниту еден офицер на АРМ, ниту пак е избран генералот кој ќе ја води. За денот на армијата вообичаено се правеле прослави на кои се повикуваат воените представници на земјите членки, што е вообичаено за воената дипломатија, објаснува поранешниот представник на АРМ во Брисел, пензионираниот генерал Илија Николовски. И истовремено како нов да се представи и да ги запознае своите колеги. И оваа прилика Република Македонија, оваа уникатна шанса ја пропушта затоа што ние немаме воен представник во војниот комитет во НАТО и да проблемот да биде уште поголем, не само што немаме воен представник во војниот комитет на НАТО, ние немаме ни веќе подолг период ни едно војно лице во војниот дел во мисијата. И остатокот од воената дипломатска мрежа е речиси празен. Полковникот Методија Хаджијанев по неколкогодишна пауза е првиот офицер кој ќе замине во Вашингтон како аташе и ќе ја почне мисијата на Илинден. Пред 2 години, предходниот министер Талат Джафери на истото место го предложи полковникот Велин Стојановски, но председателот Иванов никогаш не го потпиша тој предлог, на кој имаше и други имиња за позициите во големите НАТО земји. Тоа е незгодна ситуација за офицерите чии имиња веќе се објавени и тие може да тужат и заради нарушена чест, оценува пензионираниот генерал Николовски. Уште еден офицер, подполковник Чедо Јакимовски, е назначен за аташе во Берлин. Остануваат празни местата во Лондон, Париз, Москва, Пекинг, Атина и Виена. Ставот на кабинетот е дека председателот очекува брзо завршување на постапката за избор на сите воени представници. Воените аташеа всушност се представници на началникот на генералштабот, но изборот одлучи да го прави владата лани после избори и тој трае веќе 15 месеци. Распиша конкурс, па кандидатите офицери одеа пред неколку комисии составени од по 3 државни секретари, 3 министри, а на крај некои биле и на интервјуа кај премиерот, вели Николовски. Ова што е како е кај нас, вршат некои интервјуа за луѓе кои воопште и немаат појам што е тоа одбрамбена или војна дипломатија, и ги малтретираат луѓето, ги викаат на интервјуа, не знаат што ни да ги прашат. Тоа е веќе, би рекол, партиска работа. Тоа треба да го прават стручни лица. Генералштабот треба да има пресудна улога во изборот, затоа што тие се работи за војни лица. Јас колку знам, прв пат слушам да негде влада распишува конкурс за одбрамбени аташе. Ако некој знае на друго место, нека ми каже. Значи, тоа е во рамките на маркетинг од владата, која ето распишува и има слободни места и за војно-дипломатски представници. За местото во Брисел се пријавил и поранешниот началник на АРМ генерал полковник Мирослав Стојановски, кој е со повисок чин од она што се бара за позицијата во Брисел. Друг кандидат е бригадниот генерал Стојан Димчов, кој ќе биде необјавено, но за денот на АРМ повторно во НАТО во Брисел ќе нема офицер од Македонија.